Откако во еден од разговорите за кои дури пред 2 дена разбрал дека се со лажни државници, посочи дека српскиот претседател Александар Вучик е под влијание на Русија, Заев денеска во присуство на рускиот амбасадор ја смени реториката. Русија не води специјална војна со нас. Руската федерација е пријател на Република Северна Македонија и навистина јас мислам дека и овие пранкови или фейк перформанси кои што се правени, за жал беа имплементирани врз мене, представуваат приватни работи, не се акт од Руска Федерација или од државата која што ни е пријател, и така ги сваќам, така ги коментирам, затоа што не смеат вакви работи да се испречат пред нашите пријателски односи и секако напредувањето на соработката со Руската Федерација представува една од целите на нашата земја. Русија не сака Република Северна Македонија да биде членка на НАТО и тоа го кажува. А како што и најави, премиерот без проблем им се извини на соседите што ги вмешал во разговорите со руските комичари. Се слушнал и со Тачи и со Вучик. 20 минути се објаснувал со косовскиот колега за наводниот договор на Тачи со српскиот претседател Александар Вучик за промена на границите. Откако разговорите речиси 1 година се одвивале со леснотија, министрот Спасовски денеска предупреди дека вината не треба да се бара во Министерството за внатрешни работи, бидејќи протоколите не се нивна надлежност. Има протоколи и начин на кој што се комуницира во однос на секој носител на јавна функција, државна функција во Република Северна Македонија и треба да се следат само тие протоколи. Тоа не е воопшто нешто што е под директна контрола на Министерство за внатрешни работи. Тоа е работа на секој од кабинетите во владата. За скандалот во кој премиерот Заев беше насанкан од руските пранкери, никој од владиниот кабинет нема да понесе никаква одговорност. Ова според Заев не било случај во кој некој треба да одговара. Иако е сериозно прекрашен дипломатскиот протокол, дозволувајќи телефонските разговори да се случат со таква леснотија, Заев тврди дека постоеле записници од комуникацијата, а до него во моментот на разговорите биле и неговите советници.